Ви посакувам добра вечер во петочното издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Ова се настаните на денот. Паѓаат тендерите за електрична енергија и газ. Санација на доводниот вод од Липково до филтер станицата. 2 лица повредени во сообраќајка кај Проевце. Паѓаат тендерите за набавка на електрична енергија и газ за јавните предпријатија, но и училиштата, информираат надлежните од општина Куманово. Паѓаат тендерите за набавка на електрична енергија и газ, информираа надлежните на последната седница на Советот на општина Куманово. Доколку продолжи ваквиот тренд, постои можности основните и средните училишта во Куманово да останат без струја, истакна председателката Ивана Ѓорѓиевска. Таа објасни дека паднал тендерот за набавка на газ на јавното предпријатие Куманово газ, тендерот за набавка на струја на Чистота и Зеленило, а EVN Home се нафаќа да дистрибуира до февруари. Не е само тендер во Куманово газ да паѓа тендери на Чистота и Зеленило за за електрична енергија. Значи веќе никој не се јавува, а договорите се едностранно прекинати поради зголемената и неможност едноставно да испорачат. Тоа се случува и во училиштата, во основните училишта. Значи се распишуваат тендери на кои никој не им се јавува и од EVN Home како универзален снабдувач се нафаќат само да дистрибуираат електрична енергија до февруари, што значи дека продолжи оваа пракса на паѓање на тендери, голем дел од училишта може да бидат и од јавни установи може да бидат прекинати со снабдување со електрична енергија. Значи ова е голем проблем и со јавни набавки. За овој проблем се обрати и советникот од Дуја Сани, кој нагласи дека мора да се изнајде решение. Ние треба да изнаоѓаме решение. Ако не можеме да се грееме со газ. Кога имаме зголемување на цената на електрична енергија, ние треба да најдеме решение. Дали треба да ги ставиме во функција и агрегатите. Ова може да се направи и за базенот и за училиштата. Значи, ние треба да сме во состојба да бидеме подготвени, да не ни дојде работата, кога ќе имаме поголеми проблеми, да не можеме да функционира ниту базенот, ниту училиштата, ниту другите институции. Поради енормното покачување на цената на гасот, но и поради негов недостаток во градот, голем дел од училиштата, како што информираше Ѓорѓиевска, веќе се префрлаат на мазут и нафта. 2 лица се повредени во сообраќајна незгода која се случила на Проевски мост, информира полицијата. Во секторот за внатрешни работи Куманово вчера во 21 часот и 10 минути било пријавено дека на регионалниот пат Куманово Свети Николе во близина на Проевски мост се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Opel Corsa со кумановски регистарски ознаки управувано од ДА и патничко возило Toyota со кумановски регистарски ознаки управувано од БЗ. Во несреќата БЗ се здобил со тешки телесни повреди, а ДА се здобил со телесни повреди, констатирани во општата болница во Куманово. Извршен бил увид од увидна екипа од ЦВР Куманово. Како ќе влијае најавеното зголемување на минималната плата врз занаетчиската дејност? Неделен работен ден ќе придонесе ли за затворање на малите бизниси и поттекнување на сивата економија? Како да се зачуваат старите занаети во земјава? На овие и останати теми вечерва во емисијата Став разговараме со Агрон Фазлии, председател на Занаетчиската комора на Македонија, а воедно и председател на регионалната занаетчиска комора Куманово. Ние до Министерството за економија испративме барања доколку се покачи минималната плата до 18.000 денари, моментално е 15.200 денари, да државата преземе субвенционирање на разликата од 15.200 денари на 18.000 денари се додека трае кризата или се додека се покачи на друг пиедестал платата. Значи, се додека трае кризата, ние не можеме на нас да даваме
минимална плата од 18.000 денари, бидејќи економијата претежно муштериите што одат кај занечиите ги нема моментално, затоа што се ограничени, ликвидноста кај занечиството е многу мала и затоа треба државата да мисли на овој аспект да субвенционира минимална плата се додека трае ова криза. 33 годишен скопјанец бил измамен за 1000 евра. Случајот вчера го пријавил во СВР Куманово. Според пријавеното, лицето преку социјална мрежа објавило оглас за продажба на пченка, пошто откако се договориле за сумата и местото на кое ќе му биде донесена пченката, пријавителот ја исплатил договорената сума на лице испратено од пријавениот, но кога пристигнал на местото да си ја земе пченката, друго лице не му ја дало бидејќи наводно не му било платено, информира полицијата. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Јавното предпријатие Водовод годинава планира да реализира повеќе проекти со сопствени или пак со средства обезбедени преку грантови. Меѓу клучните проекти е санација на доводниот челичен вод од селото Липково до филтер станицата, посочуваат надлежните. Санација на доводниот челичен вод од село Липково до филтер станицата е еден од приоритетните проекти на јавното предпријатие Водовод, кој се планира да отпочне годинава, бидејќи информациите на менаџерскиот тим говорат дека е во лоша состојба. Изработката на проектот веќе е порачана, а бидејќи станува збор за посериозна инвестиција, надлежните најавија дека ќе аплицираат за грант. Реконструкција на доводен челичен вод ФИ-500 од село Липково до филтер станица со приоритет дел од село Лопате до улица Индустријска со должина од 1700 метри. Значи, за ова веќе е нарачен проект кој што треба да биде изработен и најнормално, пошто ќе треба големи финансиски средства кои што ЈП Водовод Куманово нема да може да ги обезбеди од сопствени средства, ќе се обидеме да аплицираме за некој грант. Значи, ова мора да биде приоритет затоа што водот, според информациите што ги добив, е во многу лоша состојба и во најскоро време ќе мора да се направи некаква интервенција. Ако не може се да се реализира во тековната 2022 година, бара да почнеме парцијално да го решаваме, значи дел по дел, значи да обезбедиме еден дел на средства, тоа ќе биде еден од приоритетите. Ти стигна одговор на барање за решение за поставување на фотоволтаици за филтер и пречистителна станица, кои што така ќе треба големи финансиски средства, но мислам дека ќе можеме да го изгураме тој проект. Задолни ќе бидеме да најдеме пола од финансиските средства, пола да ги обезбедиме од сопствени извори. Исто така имаме готов проект за надградба, за проект за замена и инсталација на куќни комбинирани индустријски ултразвучни водомери. Тоа е проект кој што веќе поставивме 10.000 водомери. Втората фаза мислам дека многу полесно ќе ја добиеме, затоа што имаме добра оценка за изведба на првата фаза. Почната е и реализацијата на проектот за употреба и одржување на водоснабдувачки систем, за кој се набавени 20 мобилни ултразвучни мерачи на проток, кои ќе бидат подвижни и преку нив ќе се зонираат одредени делови на градот и ќе се увиди колкава е загубата на вода. Цената на водата во Куманово од јануари годинава изнесува 49,39 денари за кубен метар. Наплатата кај физичките лица лани била 81%, кај правните 87%. Инаку градоначалникот Максим Димитриевски објави дека за изградба на фекална и атмосферска канализација во буџетот за 2022 година општина Куманово предвидува 35 милиони денари. Преку значајни комунални проекти кои се суштински важни за функционирањето на граѓаните, го подобруваме овој сегмент од урбаното општествено живење, потенцира Димитриевски. Изминатите 4 години во Куманово биле изградени над 13.800 метри атмосферска и фекална канализација. 6 лица на возраст помеѓу 28 и 59 години заработија кривични пријави поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела.
фалсификување исправа и непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Пријавените во период од 8 октомври до 24 декември лани во полициската станица за граничен премин Табановце на излез од државата приложиле фалсификуван негативен ПСР тест како вистински, информира полицијата. Младинските организации имаат можност да се пријават на јавниот повик кој што го објави Општина Куманово за раководење со младинскиот центар. Општина Куманово објави јавен повик за избор на младинска организација или организација за млади, која ќе раководи со младинскиот центар во Куманово. Се повикуваат сите младински организации регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации и Законот за младинско учество и младински политики да поднесат пријава. Во согласност со Законот за младинско учество и младински политики, младинските центри се места каде се подготвуваат и спроведуваат програми кои ја подобруваат благосостојбата на младите, развојот на личниот, социјален и професионален живот, информации од важен интерес како и за сите други аспекти од животот, стои во повикот од општината. Младинскиот центар по одлука на Советот на Општина Куманово, општината ќе го додели на користење во временски период од 3 години, односно од февруари 2022 до февруари 2025 година. Организациите треба да достават програма за работа на центарот, преку која ќе се спроведува системска поддршка на личниот развој на младите и нивно активно вклучување во животот на заедницата. Младинскиот центар треба да биде од отворен тип и да им биде достапен на младите најмалку 40 часа неделно, распоредени во најмалку 5 дена. Заинтересираните организации е потребно да достават пријава и годишна програма за работа на Младинскиот центар за период од февруари до декември 2022 година, буџет за спроведување на предложената програма за наведениот период, портфолио на организацијата која се пријавува, биографии на сите лица кои ќе бидат ангажирани во спроведување на годишната програма и тековна состојба од Централниот регистар не постара од 6 месеци од организацијата или организациите. Висината на финансиските средства од буџетот на Општина Куманово за 2022 година е во процентуална вредност од 50 до 70% од потребните средства за реализација на поднесената програма за работа на Младинскиот центар Куманово, но не повеќе од 600.000 денари. Градоначалникот ќе формира комисија за разгледување и евалуација на поднесените пријави. Во рок од 3 дена по завршување на рокот од јавниот повик, комисијата до градоначалникот ќе достави мислење со предлог за избор на младинска организација или организација за млади, која ќе раководи со младинскиот центар. Врз основа на доставеното мислење, градоначалникот ќе донесе одлука за избор на младинска организација или организација за млади, која ќе раководи со центарот. Во рок од 3 дена од донесената одлука за избор, градоначалникот ќе склучи договор за управување со Младинскиот центар. Во случај на заедничка пријава од повеќе организации, договорот ќе биде потпишан со една од организациите предложени во апликацијата во име на неформалната група организации. На огласот имаат право да се пријават младински организации или организации за млади со седиште во Општина Куманово, кои се регистрирани во регистарот на младински организации и организации за млади, постојат повеќе од 5 години и работат во полето на младинската работа и младинскиот активизам. Пополнетите пријави заедно со програмата и буџетот треба да бидат подготвени во формуларите изработени врз основа на стандардите за квалитет на младинските центри од правилникот на Агенцијата за млади и спорт. Пријавите треба да се достават до Општина Куманово во рок од 7 дена по објавувањето на јавниот повик во архива или по пошта. Некомплетните и ненавремените пријави нема да бидат разгледувани. На граничниот премин Табановце утринава нешто по 5 часот привлез во државата лишена од слобода 27-годишниот ЕХ од гостиварски Добридол, информира полицијата. По извршена проверка од полициските службеници било констатирано дека за него била распишена потерница за издржување на казна затвор поради сторени кривични дела. Тој бил приведен во полициска станица пошто ќе биде спроведен во казнено-поправна установа за издржување на казната. Во продолжение следуваат и вестите од Македонија.
Лесно допренесување на новата варијанта на COVID-19 Омикрон, како во светот, така и кај нас, придонесе за драстично зголемување на бројот на ново заразени. Според последните податоци, во земјава се активни 19.104 случаи. Министерот за здравство Беким Сали околу најавите на промените во Комисијата за заразни болести нагласи дека тие промени ќе бидат во насока на проширување и дополнување на низиниот состав со нови професионални кадри од повеќе области, посочувајќи дека во тек се дискусии за тоа прашање. Професионалното работење на Комисијата за заразни болести, посочи министерот, е од најголема важност, а одговорот кон потребите на граѓаните врвен приоритет. Апсолутно го разбирам интересот на јавноста за натамошните чекори поврзани со составот на ова тело, бидејќи околностите бараат засилено и координирано дејствување врз основа на стручни и реалистични проценки. Во оваа комисија веќе има доста искусни професионалци во своите области, а натамошните чекори ќе подразбираат надградба, усовршување и професионализација. Целта на овие мерки е секако намалување на бројот на заразени лица, како и воопшто заштита на јавното здравје, во најдобар интерес на граѓаните, додаде министерот Сали. ЕСМ од денеска го презема раководењето со компанијата БЕК и со топлификација Скопје Север. За да може да се менаџира топлинската криза и скопјани да имаат парно, од државниот буџет ќе се одлеат 6 милиони евра кои ќе се префрлат на сметка на ЕСМ. Според министерот за економија Крешник Бектеши, овие пари ќе бидат доволни за да се надмине кризата. Ќе се префрлат 6 милиони евра на сметка на ЕСМ со цел да управува со дистрибуција, снабдување и производство, лиценци кои ќе ги поседува БЕК за целата грејна сезона. Согласно постојните цени и брзанските се направени овие проекции, особено за месец февруари и март, и откако ќе имаме понуди, секако дека може да биде и помалку, но може да биде и поголема цената која ќе не чини, но најверојатно согласно сите предвидувања цените ќе бидат помали од тоа што беа пред извесен период, изјави Бектеши. Последниот месец Скопјани имаа прекини со грејењето поради кризата која настана како резултат од високите цени на природниот газ. Цената на парното по нова година поскапе за 14%. Тековнава 2022 ќе биде рекордна година во делот на капитални инвестиции и ќе имаме економски бум доколку во првиот квартал се надмине енергетската и економската криза, порача денеска министерот за економија Крешник Бектеши. Предлогот на министерот за финансии Фатмир Бесими е 14,5% од буџетот да се искористат за капитални инвестиции и затоа најверојатно ќе биде година на економски бум ако во првиот квартал се надмине енергетската и економската криза, рече Бектеши во одговор на новинарско прашање при денешната посета на општина Сарај. Заменик министерот за транспорт и врски Беким Реджепи пак истакна дека како влада и Министерство за транспорт и врски се задоволни од инвестициите што се реализирани минатата година, имајќи ги во предвид сериозните предизвици со кои се соочивме како што е пандемијата која влијаеше и на капиталните инвестиции. Како Министерство за транспорт и врски имавме реализација над 64% од капиталните инвестиции, односно 92% од основниот буџет на Министерството. Без разлика на предизвиците, ќе направиме сериозни напори како влада и Министерство да реализираме што повеќе капитални инвестиции, рече Реджепи. Како Министерство посочи, имавме сериозни инвестиции во инфраструктурата во однос на проекти од фекалната канализација, водоводните мрежи и патната инфраструктура кои биле заедно финансирани и кофинансирани од Министерството преку разни програми. Кривични пријави добија 33 и 27 годишен кумановец поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело предизвикување општа опасност, информира полицијата. Второ пријавениот на барање на првопријавениот и по претходен договор на 8 декември минатата година околу 18 часот намерно предизвикал пожар на патничко возило Фијат. Изградено е ново мултиспорт игралиште во село Клечовце. Поставена е тартан подлога, нови кошеви, а следува поставување на нови голови, објави на социјалните мрежи градоначалникот Максим Димитриевски. Општина Куманово оваа година ќе продолжи да инвестира во спортот и да гради нови спортски терени за нови спортски генерации и за правилен развој на младите. Оваа година во општинскиот буџет предвидени се над 40 милиони денари за нови спортски терени и игралишта, објави Димитриевски. Времето денеска во Куманово беше облачно со врнежи од снег.
Максималната температура се искачи до 3 степен, а минималната беше -9. За утре метеоролозите најавуваат врнежи од снег со дневна температура која ќе биде до 1 степен и утринска која ќе биде -7 степени Целзиусови. Тоа беше се во дневникот. Останете и понатаму со нашата програма и имајте пријатна вечер.